Тоа 24 сати мора да чека за да потоа биде раскинат договорот. Да. Па веќе не би требало. Не, види, они излазат да го кажат и во подмикот. Не, они го кажат. Окей, фала ти многу, ќе видиме. Мислам дека сега нема да има проблем. Важи, договорено, Добро, не е важно. Така. Не поране вратата тука? Па не, веќе помина 8 минути. Не, чако затвора, че. Добар ден на сите. Може да почнеме, се слушава ли од микрофонот, така? Не? Уклучена? Се слуша, да. Океј, благодарам. Штувани присутни, ви благодарам за интересот за денешниот јавен состанок, кој што е трет оваа година. На состанокот покрај реализираните активности на Агенцијата за третиот квартал оваа година ќе бидат презентирани наодите од анализата на пазарот на аудио и аудиовизуални медиумски услуги за 2021 година. На состанокот исто така ќе се дискутира и за нацрт документот за измена на упатството за определување на рокот за постапување по решенијата за изрекување мерки, кој што е на јавна расправа до 3 октомври оваа година. На крајот од состанокот ќе биде отворена и панел дискусија на која ќе имате можност да поставувате прашања поврзани со денешните презентации и прашања кои што се од ваш интерес. Агенцијата во текот на јули и август спроведе низа активности поврзани со мониторингот на програмата на радиодифузерите за локалните избори во 2022 година за градоначалници на општините Маврово и Ростуши, на општина Центар Жупа, како и за членови на Советот на општина Тетово. Веднаш по нивното распишување на веб страницата на агенцијата беше поставен банер локални избори август 2022 година, во кој се објавуваа сите релевантни документи, легислатива, формулари, извештаи, дописи и друга документација. На 27 јули до сите радиодифузери беше испратен допис со кој беа подсетени на нивните законски обврски за време на изборната кампања, додека на 28 јули посебен допис беше испратен до 6 радиодифузери кои се имаа пријавено во регистарот на Државната изборна комисија за емитување на платено политичко рекламирање за избор на членови во Советот на општина Тетово. Во текот на изборната кампања беше спроведен мониторинг на платеното политичко рекламирање врз програмата националните телевизии Компани 27М и тетовските ТВ Коха, ТВ Полок и ТВ Кис и Менада. Со надзорот беше констатирано само едно прекршување, односно надминување на лимитите за платено политичко рекламирање кај телевизија Кис и Менада. Поради непочитувањето на изборниот законник, беше поведена прекршочна постапка за оваа телевизија. На 18 август агенцијата објави соопштение со кој ги подсети радиодифузерите за обврските кои што важат за изборниот молк. Истиот ден беше одговорено на барањето на Министерството за култура и од македонската телевизија прв програмски сервис во врска со тоа дека за време на изборниот молк медиумите не смеат да известуваат не само за учесниците во изборната кампања, туку и за носители на функции на власта. На 24 август беа испратени укажувања до националните сервиси МРТ2
телевизија Шења, телевизија Телма, телевизија Сител, телевизија Клан, телевизија Компани 27М, телевизија Сонце, телевизија 24 Вести, тетовската телевизија Полок, кај кои со мониторингот на известувањето за време на изборниот волк беше утврдено недоследно почитување на правилата за известување за време на молкот. На 26 август, односно пред рокот утврден со законот, агенцијата потврди 20 извештени за реализирани услуги, односно ги потврдија податоците за вкупното времетрајање на платеното политичко рекламирање за време на изборната кампања. Извештајот за емитуваното политичко рекламирање за време на изборната кампања за овие локални избори за избор на членови на општина Тетово беше усвоен од Советот на агенцијата на 34-та седмица, држана на 6 септември, истиот ден беше доставен до ДИК. Изминатите 3 месеци агенцијата реализираше повеќе програмски административни надзори врз радиодифузерите во согласно со годишните планови за програмски административни надзори за 2022 година. Редовен административен надзор беше извршен во сите 108 радиодифузери. За обврската по втор пат во годината, односно до 30 јуни, на сопствената програма во ударните термини да ги објават податоците за собственичката структура, уредништвото, изворите на финансирање во претходната година и снимка од објавата да достават до агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. Надзорот покажа дека законската обврска не ја исполниле само Радио Плюс Форте од Тетово, телевизија Ирис од Штип и телевизија Шутел од Скопје. Редовен програмски надзор за почитување на повеќе законски обврски извршен врз телевизија Ера, ТВМ, ТВМТМ, ТВ Стар, ТВ Шутел и телевизија Тера. Надзорот покажа неколку прекршувања на законските одредби. Кај телевизија Ера, ТВМ, ТВ Стар и ТВ Шутел не било обезбеден превод на емитуваните содржини на јазиците на кои што емитуваат програма согласно дозволата. На програмата на телевизија Ера, телевизија Стар и телевизија Шутел не било емитувано најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио или аудиовизуелни дела. Телевизија Стар не ги исполнила обврските за рекламирање и телешопинг, додека телевизија Шутел обврските за заштита на малолетната публика. Врз истите радиодифузери е извршен и редовен административен надзор за обврските што се однесуваат на објавата на импресум, информации кои што треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузерот. Со надзорот е констатирано дека телевизија Шутел во делот од емитуваните програми не ги објавува податоците за импресум, што е должен да ги емитува на соодветно место за секоја посебна содржина во програмскиот сервис. Редовни програмски административни надзори за повеќе законски одредби се извршени и врз телевизиите Клан Македонија, ТВ27М, телевизија Шења и телевизија Сонце. При надзорите се констатирани повеќе прекршувања кај радиодифузерите. На сите радиодифузери на кои беа констатирани прекршувања им е изречена мерка јавна опомена. Откако помина рокот за законско усогласување, агенцијата изврши контролни програмски административни надзори врз телевизија Сител и телевизија Канал 5. Поради непостапување по мерката јавна опомена, за двете телевизии беше покрената прекршочна постапка поради непочитување на забраната за аудиовизуелни комерцијални комуникации, со кои лажно се представуваат природата, карактеристиките, квалитетот или географското потекло на производите, услугите или комерцијалните дејности. Во однос на печатените издавачите на печатените медиуми, спроведен е еден вонреден административен надзор за изработењето на Друштвото за развој на научно-техничка култура Емитер ДО Скопје, издавач на магазинот Емитер, за обврската за објавување импресум. Надзорот покажа дека оваа обврска е во целост исполнета. Во однос на надзорите на врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа спроведени вкупно 42 надзори, од кои 38 редовни, 1 вонреден и 3 контролни. 19 редовни надзори извршени за да се констатира дали операторите ги имаат регистрирано во агенцијата сите програмски сервиси што ги реемитуваат, како и дали ги исполнуваат обврските за употреба на јазикот во програмата што се реемитува. При надзорите кај двајца оператори беше констатирано реемитување на нерегистрирани програмски сервиси, поради што им бе изречена мерка јавна опомена. Останатите 19 редовни надзори беа спроведени да се утврди дали се почитува обврската за задолжително и бесплатно обезбедување програмски сервис на јавниот радиодифузен сервис.
Со контролните надзори врз операторот МТел и Виванет беше констатирано дека операторите постапиле по целост по упатеното решение, додека операторот Тотал ТВ продолжил да врши повреда на член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради што му беше покрената прекршочна постапка. Беше извршен еден вонреден надзор врз операторот Алтрасат од Охрид, каде што беше констатирано прекршување на членот 143 став 2. Во третиот квартал од годинава, Советот на Агенцијата заради констатирани непочитувања на радиодифузерите на одредбите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, донесе 18 решенија за преземање мерка јавна опомена, од кои 5 за употреба на јазик, спротивно на пропишаниот начин во законот, 3 за неисполнување на обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела, 3 поради необјавување податоци за собственичката структура, одговорниот уредник, уредници за изворите на финансирање на радиодифузерот во претходната година и недоставување на снимка од објавата до агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето, 2 поради непочитување на правилата за новите рекламни техники, 2 поради непочитување на правилата за заштита на малолетната публика, 2 за необјавување на податоци за импресум и 1 поради емитување на прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации. Во однос на операторите на јавна електронска комуникацијска мрежа, донесени се 3 решенија за јавно опоменување, од кои 2 решенија за јавно опоменување за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси поради реемитување нерегистриран програмски сервис, и едно решение поради тоа што операторот за своите корисници реемитувал програмски сервиси за кои нема регулирани авторски и сродни права согласно Законот за авторското право и сродните права. На операторите им беше наложено веднаш по приемот на решението да го согласат своето работење со законот. По истекот на рокот за законско согласување, агенцијата ќе изврши контролен надзор со цел да се утврди дали операторот постапил по јавните опомени. Спроведени се 3 постапки за поравнување за прекршување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од кои една постапка заврши успешно, а 2 постапки завршија неуспешно. Доставено едно барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на локално ниво. Бидејќи поднесеното барање беше нецелосно, агенцијата до барателот достави известување во рок од 15 дена да го дополни барањето да ги отстрани утврдените недостатоци. И во второто поднесено барање повторно содржаше недостатоци и до барателот доставено нови известувања за дополнување на барањето, чиј рок за усогласување се уште трае. Поради неисполнување на обврската за плаќање на годишниот надомест за дозволата за телевизиско, односно радио емитување, беше покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на телевизија Ирис со Штип. Во меѓувреме радиодифузерот го плати во целост годишниот надомест за дозволата, пошто постапката за одземање на дозволата беше запрена. Донесени се 2 одлуки за одземање на дозволата за радио емитување, од кои едната за радио Лав од Охрид, поради тоа што престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена, поради технички, финансиски или други причини, и за Капитол FM од Скопје, поради тоа што по издавањето на дозволата настанале околности што представуваат законски пречки за имателот на дозволата да врши дејноста, односно му се отповикани одобренијата за користење на радиофреквенции издадени од Агенцијата за електронски комуникации како основен услов за вршење на дејноста. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа во повеќе меѓународни активности. На 11 јули представничка на агенцијата учествуваше на третиот онлайн состанок на управувачката група на ЕМИЛ, групата на ЕПРА за медиумска писменост. На 7 септември представници на агенцијата одржаа онлайн состанок со представницата на Канцеларијата на ОПСЕ за демократски институции и човекови права, ОДИХР. На состанокот се разговараше за можностите за поддршка на ОДИХР за агенцијата во рамките на собирање искуства за примена на одредбите на директивата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со која ќе се хармонизира Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На 12 септември представничка на агенцијата учествуваше на онлайн состанокот на подгрупата 3 на ЕРГА за справување со дезинформација и јакнење на демократијата во дигиталното окружување. На 14 септември представници на агенцијата одржаа состанок со делегацијата на ОПСЕ, предводена од представничката за слободата на медиумите Тереза Рибиеро. Се разговараше за предизвиците со кои се
соочува агенцијата во незиното работење од аспект на финансирањето и доцнењето на изборот на нови членови на Советот, идните активности за хармонизација на медиумската регулатива со директивата за аудиовизуални медиумски услуги и инволвираноста на регулаторното тело во овој процес, како и за состојбата во медиумската сфера генерално. На 16 септември представничка на агенцијата во ЕМИЛ учествуваше на 8-миот состанок на групата. На 21 септември во Лјубљана представници на агенцијата остварија билатерална средба со словенечкиот регулатор за медиуми АКОС. На 26 и 27 септември представничка на агенцијата учествуваше во објаснувачкиот состанок на функционирањето на демократските институции и на скрининг состанокот за поглавје 23 правосудство и фундаментални права во Брисел. Агенцијата со свој представник учествуваше и на низа други настани. Од 5 до 7 септември представник на агенцијата учествуваше на регионалната конференција во Охрид посветена на слобода на интернет, организирана од Американската адвокатска комора, на која како говорник на воведната пленарна сесија ги сподели ставовите и препораките поврзани со медиумската слобода и незиното значење во современите општества, говореше за приоритетни теми на кои треба да се работи и да се унапреди слободата на изразување во македонското општество. На 6 септември представничка на агенцијата учествуваше на 6-та регионална конференција на телата за еднакво за Југоисточна Европа, која се одржа во Собранието, во организација на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и мисијата на ОПСЕ во Скопје. На 14 септември представник на агенцијата ја следеше јавната презентација на анализата за податоци за говор на омраза и злосторства од омраза, реализирана во рамките на проектот ЮПРЕКС 2. Од 21 до 20 септември представничка на агенцијата учествуваше на регионалната конференција на тема справување со говорот на омраза на Западен Балкан, организирана од Асоцијацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово, со финансиска поддршка на Советот на Европа и од Европската Унија. На 22 и 23 септември представник на агенцијата учествуваше на настанот диалог за предизвиците и напредокот при адресирањето на говорот на омраза во медиумите, организиран од мисијата на ОПСЕ во Скопје во соработка со Советот за етика на медиумите. На 27 и 28 септември во Будва представник на агенцијата присуствуваше на завршната конференција на регионалниот проект на Европската Унија и Советот на Европа. На 9 јуни агенцијата достави материјали од својот делокруг на работењето за 19-тиот состанок на Комитетот за стабилизација и асоциација. Во материјалот агенцијата меѓу другото реферираше за измените на изборниот законник, направени пред почетокот на изборната кампања за локалните избори 2021 година, кој се однесува на аспекти на платеното политичко рекламирање и распределбата на средствата за неговото финансирање, за донесените упатства и мониторингот на медиумското известување за изборите. Агенцијата на 18 август до Министерството за правда достави забелешки на предлог заклучоците и предлог препораките од 16-тиот подкомитет за правда и внатрешни работи. За потребите на агенцијата беше изработен извештај за гледаноста на телевизиските станици и за слушаноста на радиостаниците за периодот јуни и јули 2022 година. Со цел да се утврдат состојбите на пазарот на аудио-аудиовизуалната медиумска индустрија, агенцијата изработи анализата на пазарот за 2021 година, која ќе биде презентирана веднаш по моето излагање. На 18 јули агенцијата испрати допис до телевизиите во кој им препорача бесплатно да емитуваат кампањата за подигнување на свеста за сите форми на родово засновано насилство врз жените и девојчињата, изготвена од Министерството за транспорт и Министерството за труд и социјална политика со финансиска поддршка на Кралството Холандија. Оваа кампања е дел од врските кои се предвидени во акцијскиот план за спроведување на конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, Истанбулската конвенција 2018-2023 година и АВАМО институција партнерка во незиното реализирање. Спотовите од оваа кампања се објави на YouTube каналот и веб страницата на агенцијата, а беа споделени и преку веб страниците mediumskapismenost.mk и на профилите на Facebook, Twitter и Instagram на мрежата за медиумска писменост. За сите преземени активности е известено Министерството за труд и социјална политика. На 30 август беше подпишан договор со кој агенцијата на Албанскиот театар за деца и млади му донираше компјутерска опрема. Станува збор за 15 персонални компјутери, 23 монитори и 2 печатачи. Донацијата следеше по барање на Албанскиот театар за деца и млади, поради недостаток на технички средства за работа.
Издадени се вкупно 82 потврди за регистрација на програмски пакети, откако е констатирано дека наведените пријави се комплетни и уредни. До имателите на правата се доставени 7 известувања врз основа на извршен програмски надзор, каде агенцијата утврдила дека оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа бесправно реемитува програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. Почитувани присутни, во продолжение на состанокот, колешката Сања Гудевска-Здравковска од секторот за стратешко планирање авторски права ќе ги презентира наудите од анализата на пазарот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги за 2021 година. Во оваа анализа е опфатено економското работење на јавниот радиодифузен сервис и комерцијалните телевизии и радија, както и податоците од мерењето на телевизиската и радиската публика. Колешке, повелете. Добар ден на сите и од мене. Денес накратко ќе ви ги презентирам клучните сознанија од анализата на пазарот за 2021 година. COVID пандемијата, која започна во претходната 2020 година, значително го оттежна функционирањето на целата економија, а со тоа секако и работењето на радиодифузерите. Оваа анализа покажа дека индустријата полека закрепнува во однос на претходната година, но се уште не може да се зборува за некаков раст на пазарот, имајќи предвид дека значаен дел од приходите на телевизиите и радијата во анализираната година е од финансиска помош од државата. При изработка на оваа анализа за економското работење на јавниот сервис и на комерцијалните телевизии и радија се користени податоци што самите тие ги доставија во агенцијата, како и податоците од нивните завршни сметки. За јавниот сервис беше користен и финансискиот извештај за реализација на финансискиот план на Македонската радиотелевизија. Во 2021 година се остварени највисоки приходи во индустријата во последните 5 години, но тоа, како што спомнав и претходно, се должи на финансиската помош за справување со последиците од пандемијата, што државата ја додели на комерцијалните медиуми за покривање на трошоците за надоместокот за дозволата за емитување, потоа за покривање на трошоците за пренос на сигналот, субвенции за придонеси од плати на вработените, како и на приходите што беа остварени од платено политичко рекламирање за време на локалните избори. Од сликата може да се види дека покрај вкупните приходи, во однос на претходната година била зголемени и приходите од реклами. Меѓутоа, многу е важно дека во овој износ се вклучени и приходите од платено политичко рекламирање во вкупен износ од 238 милиони денари, така што без нив приходите од рекламирање се уште пониски од оние пред пандемијата. Во споредба со минатата година, повеќе средства потрошила и комерцијалните радиодифузери и јавниот сервис. Заедничкиот финансиски резултат во целата индустрија изнесувал 57 милиони денари добивка. Вкупните приходи во индустријата изнесувале 2 милиарди и 645 милиони денари. Комерцијалните радиодифузери прикажале повисоки приходи отколку во претходната година, додека јавниот сервис располагал со помалку средства. Повеќе од половина од приходите се остварени од продажба на времето за рекламирање. 31% биле средствата прифрлени од државниот буџет на сметката на Македонската радиотелевизија, а останатите 15% биле други приходи. Приходите од рекламирање кои биле остварени во 2021 година изнесувале 1 милиарда и 418 милиони денари и се највисоки во последните 5 години. Но доколку од нив се одземат приходите од ППР, тие всушност се повисоки само од приходите кои радиодифузерите ги оствариле во пандемиската 2020 година. Во однос на претходните години тие сепак се најниски. 87% од приходите од реклами во индустријата ги оствариле комерцијалните телевизии,
10% комерцијалните радиостаници и 3% јавниот сервис. Заедничките трошоци изнесувале 2 милиарди и 571 милион денари. Од нив 56% се трошоците на комерцијалните телевизии, 38% на јавниот сервис и 6% на комерцијалните радиостаници. Во споредба со минатата година, повеќе средства потрошиле и комерцијалните радиодифузери и јавниот сервис. Комерцијалните радиодифузери годината ја завршила со добивка, а јавниот сервис со загуба. Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 1883 лица, а на 31.12.2021 година вкупниот број на вработени изнесувал 2449 лица. На почетокот од годината програма емитуваа 45 комерцијални телевизии, 65 комерцијални радиостаници и 4 непрофитни радиостаници. Во текот на годината беа одземени дозволите на телевизија Нова и на Радио Актуел, а престанаа да важат и дозволите на Радио Албана, Бикијал и 102. Во анализираната година беше доделена и една дозвола за радиоемитување, и тоа на Радио Импулс од Ново село. На крајот од годината програма емитуваа 44 комерцијални телевизии, 62 комерцијални радиостаници и 4 непрофитни радиостаници. Вкупните приходи на македонската радиотелевизија изнесувале 980 милиони денари и во однос на претходната година тие се пониски за 3%. 95% од вкупните приходи се средствата за финансирање на јавниот сервис во износ од 827 милиони денари и така наречените останати деловни приходи кои изнесувале 105 милиони денари. И оваа година на јавниот сервис му биле префрлени помалку средства од државниот буџет отколку законски предвидениот износ, кој согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2021 година требаше да изнесува 1% од реализираните вкупни приходи во 2020. Односно, оваа година на сметката на МРТ требаше да бидат префрлени 1 милиарда и 412 милиони денари, но владата и префрли само 827 милиони денари, тоест само 59% од законски предвидениот износ. Средствата што јавниот сервис ги потрошил изнесувале 985 милиони денари. Во однос на минатата година се зголемила сите видови на трошоци со исклучок на заедничките трошоци, во кои влегуваат трошоците за суровина и материјали, за енергија, за аудио и видео линии и други. Најмногу средства биле потрошени за вработеница, 465 милиони денари, како што се плати, отпремнина за вработените, јубилејни награди и слично. За програмски права биле потрошени 277 милиони денари, а заедничките трошоци изнесувале 169 милиони денари. Оваа година македонската радиотелевизија прикажала загуба од работењето во износ од 7 милиони денари. Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 704 лица, а на крајот од годината вкупниот број на вработени изнесувал 685 лица. Приходите кои заедно ги оствариле комерцијалните телевизии изнесувале 1 милиарда и 496 милиони денари, од кои 80% се приходите на Сител, Канал 5, Алфа, Алсат и Телма, 11% се приходите кои ги оствариле 6 телевизии кои емитуваат на државно ниво преку сателит или јавна електронска комуникацијска мрежа, 7% регионалните и само 2% локалните телевизии. Трошоците кои ги направиле сите телевизии изнесувале 1 милиарда и 430 милиони денари. Процентуалната распределба е речиси иста како и кај приходите, односно 92% на државните, 6% на регионалните и 2% на локалните телевизии. Во 2021 година приходите на терестријалните телевизии кои емитуваат програма на територијата на целата држава биле повисоки за 24% во однос на претходната година и изнесувале 1 милиарда и 200 милиони денари. Во овој износ се опфатени и 42 милиони денари финансиска помош од државата за справување со COVID-19,
од кој по 2,78 милиони денари за секоја телевизија за надомест на трошокот за дозволата за емитување, по 5,6 милиони денари за надомест на трошоците за пренос на сигналот и други. Зголемување на приходите имало кај сите 5 телевизии, но најмногу пораснала приходите на Алса Тем за 31% и на Алфа за 30%. Приходите од рекламирање изнесувале 1 милијарда и 3 милиони денари, што представува 84% од вкупните приходи на 5 телевизии. 11% од овој износ, односно вкупно 109 милиони денари, се приходите кои тие ги оствариле од платено политичко рекламирање за време на локалните избори. Без овие 109 милиони, приходите само од комерцијално огласување се за 17% повисоки во однос на 2020 година. Да, се зголемиле, но сепак се уште не е достигнато нивото од пред пандемијата и потребно е време индустријата да заздрави. Трошоците од работењето на овие 5 телевизии изнесувале 1 милијарда и 136 милиони денари, од кои најмногу биле потрошени за набавка на содржини – 365 милиони денари. Во 2021 година сите 5 телевизии оствариле позитивен финансиски резултат во вкупен износ од 52 милиони денари. Најголема добивка имала Алса Тем, а најмала добивка имала Канал 5. Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 612 лица, а на крајот од годината вкупниот број на вработени во овие телевизии изнесувал 749 лица. Најгледана телевизија била Сител. 24 вести, Наша ТВ, Компани 21М, Шења, Клан и Сонце заедно оствариле 157 милиони денари, од кои речиси половина представуваат финансиска помош од владата за надомест на дозволите за емитување програма и приходите од ППР за време на изборите. Најмногу приходи Наша ТВ остварила по други основи, а останатите 5 телевизии од продажба на времето за рекламирање. 6 телевизии заедно потрошила 173 милиони денари, при што најмногу средства биле издвоени за производство на програма, односно 93 милиони денари. Од трошоците за производство на програма, во кои влегуваат материјалните трошоци, нематеријалните трошоци и платите за вработени, директно поврзани со производство на програма, најмногу средства биле потрошени за плати, 78 милиони денари. Оваа година со добивка работела само Компани 21М и Шења. Просечниот број на вработени во овој сегмент од пазарот изнесувал 228 лица, а вкупниот број на вработени на крајот од годината бил 314. Најгледана телевизија била 24 вести. 17 регионални телевизии заедно оствариле приходи од 99 милиони денари. Од нив 49% се помошта од државата за справување со последиците од пандемијата, во износ од 11 милиони денари и приходите од платено политичко рекламирање во износ од 38 милиони денари. Тера остварила највисоки приходи, 15 милиони денари. Исто така, кај оваа телевизија има и најголемо зголемување на вкупните приходи во однос на претходната година. Регионалните телевизии од рекламирање заедно остварила 70 милиони денари, а највисоки биле приходите кои што по овој основ ги оствариле телевизиите Коха, Ера и Стар. Повеќе од половина од приходите од реклами се остварени од платено политичко рекламирање за време на изборите, односно од 70 милиони денари од реклами, 38 милиони биле само од платено политичко рекламирање. Во 2021 година регионалните телевизии заедно потрошиле 92 милиони денари. Од овие 51 милион се трошоци за производство на содржини, од кои што пак само за плати на вработените кои се директно поврзани со производство на содржините биле потрошени 40 милиони денари. Резултатот од работењето на сите телевизии заедно бил добивка од 6 милиони денари. Најдобар финансиски резултат имала Тера, добивка од 5,5 милиони денари, додека со загуба работела 5 телевизии.
Ера, Ирис, Канал Вис, Кобра и Телевизија 3. Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 118 лица, а на крајот од годината вкупно биле вработени 207 лица. Најгледана регионална телевизија била Коха, која емитува програма во регионот Д8 Попова шапка. Вкупните приходи кои што ги оствариле 15 локални телевизии изнесувале 39 милиони денари. Речиси 90% од нив биле од продажба на рекламното време, односно вкупно 35 милиони денари. Од овие пак 26 милиони биле од платено политичко рекламирање за време на локалните избори, а само 9 милиони биле од комерцијално огласување. Највисоки приходи оствариле телевизиите Плюс, ГТВ и ДУЕ. Заедничките трошоци на локалните телевизии изнесувале 29 милиони денари. Најголем дел бил наменет за производство на програма, 18 милиони денари, при што најмногу биле потрошени за плати на вработените. Резултатот од работењето на локалните телевизии бил добивка од 9 милиони денари. Најдобар финансиски резултат имала Калтрина. Просечниот број на вработени бил 37 лица, а на крајот од годината вкупниот број на вработени изнесувал 107. И оваа година најгледана телевизија била телевизија Протел. Приходите на сите комерцијални радиостаници во 2021 година изнесувале 170 милиони денари, а трошоците 155 милиони денари. 38% од приходите ги оствариле националните, 34% регионалните и 28% локалните радија. Слична била и распределбата кај трошоците кои тие ги направиле. Приходите кои заедно ги оствариле радиостаниците на државно ниво изнесувале речиси 65 милиони денари. 10% од овој износ се приходите од платено политичко рекламирање и финансиската помош од државата за покривање на надоместокот за дозволите за емитување. Канал 77 и Антена 5 оствариле значително повисоки приходи од другите две радиостаници. И тоа, Канал 77 скоро 29 милиони, а Антена 5 25 милиони денари. Приходите на Метрополис изнесувале 8 милиони денари, а на Радио Јон 3 милиони денари. Антена 5 како најслушана радиостаница остварила и највисоки приходи од реклами. Речиси целиот приход оваа радиостаница го остварила од рекламирање. За разлика од минатата година, уделот во приходите од реклами ги зголемиле Канал 77 и Јон Радио, а го намалиле Антена 5 и Метрополис. Овие 4 радиостаници потрошиле 62 милиони денари заедно. Во производство на програма тие инвестирале 37 милиони денари, од кои најмногу заплати за вработените. Само Јон Радио прикажало загуба од работењето во анализираната година. Просечниот број на вработени изнесувал 51 лица, а на крајот на годината вкупниот број на вработени изнесувал 86. Заедничките приходи на регионалните радиостаници изнесувале 58 милиони денари. Ова е единствен сегмент од комерцијалниот сектор, каде што вкупните приходи во 2021 година се пониски отколку во 2020. 84% од вкупните приходи биле остварени од рекламирање и тие изнесувале 49 милиони денари. Радиостаниците заедно потрошиле 51 милион денари. Највисоки приходи и трошоци имала Бубамара, која била и најслушана радиостаница во 2021 година. Заедничкиот финансиски резултат бил добивка од 5 милиони денари. Со загуба работела само 3 радиостаници: Лайф, Роса Абе и Урбан. Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 49 лица, а вкупниот број на крајот од годината изнесувал 122 лица. Локалните радиостаници оствариле 47 милиони денари добивка, а потрошиле нешто помалку, 43 милиони денари. 73% од остварените приходи биле од продажба на времето за рекламирање,
во кои се вклучени и приходите од ППР, кои изнесувале 3 милиони денари. Оваа година локалните радиостаници заедно оствариле добивка од речиси 6 милиони денари. Просечниот број на вработени изнесувал 84, а бројот на вработени на крајот од годината 179 лица. Ова беа клучните наоди од анализата за пазарот за 2021 година. Подетални информации има во самата анализа која е објавена на веб страната на агенцијата. Ви благодарам. Благодарам, колешке. Океј. Сега ќе продолжиме со делот за јавна расправа, но се дискутираме во однос на нацрт упатството. Пред да почнеме, тоа е објавено на веб страната подолг период и на 3 октомври истекува рокот за јавна расправа, но во многу кратки црти, пред да почнеме со да дискутираме за упатството, односно вие да ги изнесете вашите ставови, забелешки, предлози и така натаму, во многу кратки црти колегата Огнен Неделковски уште еднаш ќе ги објасни измените кои што се направени во нацрт упатството, односно упатството кој што е сега во моментот во сила. Повели, колега Огнен. Добар ден и од мене. Значи, измените во упатството се однесуваат на издавачите на печатените медиуми, на операторите на јавна електронска комуникацијска мрежа, меѓутоа тука нема кратење на роковите, кратењата се само кај радиодифузерите, што значи дека во точката 5, во точката 6 и во точката 7 се промените, каде што се скратуваат роковите значи веднаш по преземањето на мерката опомена и давањето на простор на радиодифузерот да го усогласи своето работење со законот и со подзаконските акти. Така да во точката 5 се менува наместо 15 дена од денот на приемот на решението за преземање мерка, според новото нацрт упатство, тој рок е во рок од 10 дена и тоа треба да усогласи своето работење радиодифузерот во врска со членовите 33, 64, 87, 89, 95, 97, 98, 99, 100 и 101. Во точката 6, наместо рокот од 30 дена од денот на приемот на решението за преземање мерка опомена, радиодифузерот добива наместо 30, 20 дена да го усогласи своето работење со членот 47, 50, 57, 52, 54, 55, 67, 77, 90 и 92 и 93. Кај 92 има одредени измени во упатството кои што произлегува од измените на Законот за аудиовизуелни и медиумски услуги, односно промената на обврската на радиодифузерите кои што веќе немаат обврска да емитуваат музика, односно немаат обврска за создавање на домашна играна и документарна програма. И во точката 7 измената е на рокот од 45 дена од денот на приемот на решението, се менува од 45 во 20 дена радиодифузерот да усогласи своето работење со член 7, член 12 и член 13 од Законот за медиуми, донесени од страна на агенцијата. Тоа се измени. Во ред, сега повелете. На еден од останоците што беше во Тетово се дискутирало на ова прашање, меѓутоа не конкретно со овие предлози кои што сега се дадени, така да ова се само предлози. Во зависност од вашите размислувања ќе видиме дали ќе се оди со ова, дали ќе се оди во позитивна или негативна, во намалување или зголемување на овие рокови.
Добро, се представаме со Мева и Пабдил од телевизија Коха од Тетова. Значи, ние сме во текст со предлог измените за упатството. Логично, според практиката што ја имам веќе 30 години во медиумите, мислам дека беа многу денови, значи, така и за нас беше многу по-лошо, бидејќи бевме во стрес 30 дена, дали ќе не снимаат утре, заутре и така натаму. Сега знаеме дека рокот ќе биде пократок, така да во оваа насока ние немаме забелешки. Ние имавме забелешки тогаш, меѓутоа тоа не е во ова упатство, туку во законот, најверојатно, да се измерат казнените одредби. Затоа што, видовме во анализата на пазара, значи колку некои медиуми кои се терестријално национално ниво имаат приходи, колку 20 наши годишни приходи, така да не може да речеме една казна, една локална телевизија во Кавадарци или не знам каде, да ја плати за еден прекршок, да плати иста казна, исто така и една телевизија која остварува како сител највисок приход во Македонија да платат иста казна. Мислам, тука имавме забелешки, ако може тука и како да биде процедурата за да можеме да влијаеме да се казните одредби да се менуваат за овој дел. Тоа не е од дел од правилникот, туку е дел од законот, но пред не знам 10 на 15 дена започна усогласувањето на законот за аудиовизуални медиумски услуги со измените на Европската директива. Агенцијата е активно сега вклучена во тој процес, има експерт преку ТАЕКС, односно експерти преку ТАЕКС, кои што и странски и домашни, и јас би предложил дали заедно или поединечно, какви што имате забелешки, не само на казнените одредби, било што да ни доставите на нас до агенцијата, за да можеме ние тие ваши ставови да видиме дали се прифатливи, да ги пренесеме до изработувачите на законот, односно до оние кои што вршат усогласување и каде што учествуваме и ние. Така, бидејќи председател... И не само тоа, него зборам и за други одредби, ако има... Председател на Сдруженијето Димитар не е денеска присутен поради некои негови обврски, меѓутоа ние веќе имаме подготвено и предлог измени на закон во вид на амандмани, така да И сега се извинувам, сега не го изслушав јас мојот микрофон, значи не треба да биде сето во предлог на амандмани, бидејќи најверојатно ќе се оди со други членови. Така, меѓутоа ние ова го спремавме сега за да земеме учество во јавната расправа или да влијаеме во предлог иницијативата на владата за донесување на една измена на некој член 102, значи јас не можам да кажам 80% од средствата кои се предвидени да одат само во 5 терестријални телевизии, ние тука имаме наши предлози. Значи, ние ќе доставиме и конкретни предлози околу ова за целиот закон. Околу казнените одредби пак не е во овој правилник, меѓутоа нешто од излагањето на председателот, господин Зоран Трајчевски, видовме дека еден јавен оператор скоро секој месец си плаќа казна и тоа неколку години и колку ќе трае тоа. Не е битно која е, меѓутоа ако се казните одредби за такви оператори толку ниски, значи тие не ја прилагодуваат нивниот пакет, а се обрзани, меѓутоа гледаат дека казната е помала него работата што треба да се прави за превод на таму неговите канали. Значи, дали и во тој дел нешто се размислува, затоа што гледаме, има голема разлика на национално ниво и на локално ниво на медиумите во основ на приходите. Утре ќе ви дојде една голема национална телевизија која остварува не знам колку милиони приходи, да прекршува закон секој ден и да си плати казна и да продолжи да работи. Благодарам. Од на операторите не постои можност, освен изрекување на казни, друга санкција нема, бидејќи не добиваат дозвола за работа, туку само се нотифицираат тоа веќе од 2005 година, мислам, од измените на законот, односно новиот закон за електронски комуникации, што тогаш беше донесен, така да агенцијата во рамките на своите можности изрекува прекршоци кон истиот оператор, но тој смета дека финансискиот трошок да го спроведе законот му е далеку поскап, отколку, да. Па добро, ама приходите не доаѓаат кај нас во Министерството за финансии, но смета дека финансискиот трошок за
да ја плати казната е далеку помало од врската да го спроведе законот. Моето размислување беше да не стане пракса тоа и кај другите медиуми за тоа. Ако има започна да јамате расправа, јас уште нешто би кажал за име на движењето, ова дали точката дискусија. Значи вака, дали агенцијата планира сега после нова година кога треба да платиме лиценците, дали планира донации кон радиодифузерите и како ќе биде пресметана вкупната популација по која нели почнува формулата, дали според вкупниот број на жители на РСМ или само на резидентните жители на РСМ. На денешната седница што е после овој јавен состанок ќе одлучува Советот во однос на надоместоците за следната година и даден е предлог од агенцијата до Советот до година да има 25% намалување на доместокот што го плаќаат радиодифузерите. Да не беше енергетската криза, сигурно ќе беше 50%, меѓутоа и ние како агенција се соочуваме со енормно високи, страшно високи сметки за струја и не сме во можност повеќе од тоа што ќе го понудиме, односно ќе го дадеме како 25%. Оваа година беше 50%, но за до година финансиските можности на агенцијата се такви. Јас колку што знам, ние веќе направивме неколку фактури според новиот попис и мислам дека се согласно резидентното население. И сега тие излегуваат, сега вака излегуваат, сега помали се фактурите во однос на зборам оние радиодифузери што ми издаваме 95% се на 5 јануари, што ги замениле дозволите, мал дел е, 10-тина, 12 се нешто април, февруари, март, јуни, јули и во однос на тие што ги добија радиодифузери на 5 јануари, оние што платија после 1 април или 31 март кога беше пописот, има примерно национално ниво, мислам дека околу 3.500 евра беше помалце фактурата за една национална телевизија во однос на тие што платија во јануари, но сега ова јас го кажам како моје лично мислење, не знам дали заради намалениот број на население ќе се зголеми GDP-то за до година. Сега, значи, па може да испадне, ние ќе се намали населението, ќе се зголеми GDP-то, па да испадне и повеќе. Затоа ова само овие што ќе добијат оваа година фактура со конкретното овогодишно GDP и намалување на населението, можеме да им кажеме дека има намалување. Мислам дека и телевизија Тера до крајот на година. Јас така се сеќавам дека се тие уште две телевизии што ќе добијат фактури оваа година. За до година само GDP-то е отворено прашање, че тогаш ќе знаеме што ќе се случува. Повелете слободно кои има никој, нема. Добро ви благодарам уште еднашка за присуството. Сега како од тие медиуми што се тука, ние ги поканивме сите медиуми, дури освен поканата по мейл и телефонски се јавуваше кај сите медиуми. Од она што можеме сега да го заклучиме, дека овие рокови што се предвидени во упатството, во правилникот, се, односно предлози, се прифатливи. Така да, тука имаме и заменикот председателот на Советот, членот на Советот, ќе го имаат предвид тоа при носењето на подзаконскиот акт. Ви благодарам уште еднашка за присуството и се гледаме.